мојата дискусија ќе биде околу 15 минути насочена главно кон ратификацијата и кон референдумот на кој што е ставен во Преспански договор и ќе се обидам преку веќе правото е занает, кој што се однесува на не е наука, тука е занает, на субсумирање на поведение под правна норма. Тука се гледа правничкиот занает и кога треба тоа да го направите, вие наистина се чувствувате како комарец на нудистичка плажа. Не знаете од кај почнете со апење, отима толку живо место. Значи, нема процедура, нема форма, нема членче, нема ставче што не е прекршено. Првиот дел ќе го насочам само така, протоколарно да ги споменам, суштинскиот дел ќе ми биде на второто, а тоа е на референдум. Значи, прво, според современите мешовити и парламентарни системи, председателот е доминус, господар по меѓународното право, тој ја представува и застапува државата. Ние имаме бицефална извршна власт помеѓу, не случајно во компаративното уставно право тој се именува како шеф на држава или како татко на нацијата. Тој има ексклузивна уставна надлежност, ексконституционис по сила на устав да склучува меѓународни договори согласно нашиот член 119. Владата може, но само во 22 ресорни наведени области кои што се по принцип на затворена листа, numerus clausus, бидејќи законодавецот при нормирање има неколку методи. Екземпларно би наведува описно и најстриктниот метод, stricti juris, е numerus clausus. Затворена листа. Нема тука толкување. Броите. Има 22 области во кои што владата може да склучува договори. Тоа се овечновија ресурси, образование, наука, култура, спорт, енергетика и така. И сега, нашиве овие правници, подучени од овие американци каде што се склучуваат договори, бидејќи те сакаат, не може така, се гледа англосаксонска номотехника во договорот, употребиле метод кој што ние правниците го викаме fraudem leges, односно изигрување на правото или извртување на законите или злоупотреба на правото. Употребиле еден мелтинг под пристап каде што покрај овие 22 области, од кои дел се опфатени, особено во делот 2 и делот 3 на договорот, делот 1 го подпикнале каде што е инхерентна надлежност на председателот во овие други области, го замаскирале и така ни го продават. За да ја објаснам што е fraudem leges, Цицерон, мислам дека во дел Фиции во списот дава во пример, кога еден хеленски војсководец, спартанец, мислам дека бил, склучил договор со непријателот на примирје од 30 дена. И тој им ги пустошил, вели, по лињата ноќе, од и нели склучил договор од 30 дена, а не од 30 ноќи. Тоа се обидуваат сега нас да ни го направат. Значи, тоа се обидуваат преку овој мелтинг под пристап. Да се попикаат надлежност која не е владина јурисдикција во договор кој е инхерентно председателски. Следно е тоа што министерот за надворешни работи сторил ултравирес акт, се нарекува во право. Пречекорување на службена положба и овластување, дури со елементи на кривично дело против државата, а тоа е дојдување во положба на зависност и подчинетост кон странска држава. Членот 15 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, донесен е во време на Григоров, 98 година, предвидува дека доколку друг склучува договор во име, треба да има мандатум специјален, специјално дадено полномошно, значи писмен акт да постои во кој што председателот го овластува, дали е министер, дали е некој друг чиновник, да склучува договор во негово име. Такво нешто нема. Следно е прошверцувана и е цела илегална процедура на ратификација. Ние имаме лекс специјалис за тоа е овој закон кој го споменав, и тоа е закон кој ја регулира постапката како се склучуваат меѓународни договори. Не е вообичаената деловничка процедура за носење на закони, и тој вели дека мора да постои акт, како што председателот носи указ, писмен акт да го видиме, кој се вика предлог, кој мора да содржи 7 точки, уставен основ, која е делегацијата, кои се финансиски импликации, предлог текст, нацрт и така натаму. Значи,
Сите овие фази се престопнати, не постои таков предлог за водење преговори и процедурата е следна. Председателот откако ќе го склучи, вели го праќа до МНР, кој што има само архиварска улога. Дури и во Законот за надворешни работи вели министерот дава мислење, не носи одлука, он не може мериторно да одлучи, он нема надлежност тоа да го прави. МНР има 30 дена да го проследи до влада, владата го проследува до собранието и вели доколку председателот сака може да се обрати на пленарна седница. Ова кај ме спомина вака, за една секунда, за 3 дена го прошверцува. Следно доаѓаме до деловничкото кршење. Деловничкото кршење е ваква итна, не баре војна се случи, значи во воена состојба вака може да се носат вакви закони. Прво се употреби скратена постапка, колку за да ви појаснам, во правото скратена постапка во таа легислативна процедура користиме за несложени и необемни закони. Например, имало грешка, се увидело, па не треба да се чека цела процедура, па е по итна постапка ќе донесеме. Ова значи уставен инженеринг по итна постапка, толку име, значи го сметаат како некое небитно прашање. И следно се злоупотреби европското знаменце дадено во деловникот, кој што стриктно вели дека кога се носат закони со кои се хармонизира нашето законодавство со европското, може да се стави европско знаменце, но мора да се наведе директивата по која се хармонизира. Во случајот нема така. Нема директива која вели вие треба да се самоукинете. И затоа тие го прошверцуваа преку комисија за европски прашања, каде што имате кадар од ДУИ, а заобиколија 3 матични комисии кои мораше да го разгледуваат овој договор. Тоа е комисијата за надворешни работи, комисијата за уставни прашања, бидејќи се предвидува уставен инженеринг, и комисијата за финансирање и буџет, бидејќи има енормно скапи постапки потоа во фаза на имплементација. Само личните карти да ги смените е милионска сума. Не знам, само возачките, само таблиците, називи на институции, пасоши и така натаму. И доаѓаме до последното од овој прв дел, тоа е правните пречки или зошто договорот е правна фикција, зошто тој не може да профункционира и е клинички мртов, затоа што е апсолутно ништовно правно дело. Ние велиме неготија ирита, непостоечко е. Прво, затоа што има джебно вето, против кој немате правен некој. И затоа они се силеа, ќе го објават, нека го објават, не можат да го објават. И да го објавате кривично дело и не може да произведе правно действие, они го знаат тоа. Следно е Уставниот суд, со кој што споревме со професорот Фрчковски. Ајде се воздушам да бидам учник, меѓутоа договорот има еден правен преседан. Договорот со ОКТА е веќе поништен, т.е. укинат на Уставен суд. Значи во нашето право имате 3 избори на правото, е устав, меѓународни договори, ратификувани вели во согласно со уставот и закон. Значи вака се по хиерархија. Устав, па меѓународен договор, па закон. Со закон не можете да смените меѓународен договор, откако сте го ратификували. Но меѓународниот договор мора да е во согласно со уставот. И по тој основ ја црпи Уставниот суд надлежноста во време на Тодор Џунов е донесена таа одлука. Тој вели да го и формално и материјално оценува законот. Следно е цензусот на референдумот, сега ќе зборам, бидејќи е суштинско и деликатно правничко прашање тоа. Потоа е двотретинското мнозинство кој го немаат и еден најголемата опасност според мене каде стои, тоа е 3/5 мнозинство по членот 28 од грчкиот устав, за кој што веќе има најави во Грција дека ќе го применуваат. Тоа значи 180 од 300 пратеници, Ципрас има помалку од 150. Така што видете ја правната квака во која ние можеме да се фатиме. Да промениме устав, еве, и да ги купат 10 пратеници од ВМР, ќе промениме устав. И доаѓате во Грција и тие не го ратификуваат и вие останувате, што би рекол Ристо Вртев, со смркнати гаки и опинок во глава. Значи, не како ќе го повратите, вие веќе сте го сменили уставот, тие не го ратификуваат договорот. И уште 2 правни пречки кои никој не ги споменувате, грчкиот уставен суд кој може исто така да интервенира и евентуално грчки националистички референдум кој можат во кампања за предизбори, бидејќи до година е многу круцијална во Грција, затоа што ние имаме председателски, во мај тие во септември имаат
парламентарни избори, грчката десница е во плоден, е расцепкана, меѓутоа можно е неа демократија повторно да игра на картата на национализмот, дури и да инициира референдум. И тоа се правните 6-7 правни пречки поради кои тој не може да профункционира. И пазите, ние сме уште кај првата, уште сме кај джебното вето, а другите се се посмртоносни. И сега доаѓаме до клучното прашање, тоа е прашањето на референдумот, ќе се задржам на два аспекти, на материјалниот и на формалниот аспект на одлуката за распишување. Побитен е според мене материјалниот, според кој Уставниот суд се надевам да го поништи, да постапи слично како португалскиот. Значи, прво, ние не знаеме каков вид референдум распише собранието, за да ги цениме правните последици од него. Кој е ефектот, која е правната природа. Нашиот закон за референдум, како специјален закон, познава 5 поделби на референдумот. И сега тука е многу деликатно да ги разграничим, бидејќи често и во секојдневниот говор ги грешиме, задолжителен, консултативен, облигаторен и така. Прво, од договорот се дознава само за 2 подвида на референдум кој распиша. Прво, дека е државен референдум, значи дека не е локален, како овие општински, во Косилово сега што имаше во Дојран за овие родници, значи дека е државен, а ниво на држава, тоа го знаеме од одлуката на собрание. И второ, дека е консултативен. Така, одлуката не мора да се прочитува. Значи, според мериторност, само тие две ги знаат. Другите две ние не ги знаеме, а морало да ги знаеме. Прво, според обврската за распишување, референдумите се делат на облигаторен и факултативен. Нашиот устав предвидува само 3 случаи на облигаторен референдум. Тоа е при промена на граница, го спомна професорката, пристапување во сојуз или заедница со други држави или нивно истапување, и кога тоа ќе го побараат 150.000 избирачи. Тогаш собранието нема сакам, неќем, мора да распише референдум. И следното, а тоа е според временскиот момент, што е многу битно. Тука се гледа суштинската грешка на доносителот на одлуката, односно на собранието и на нивните слаби стратегиски подковани правници. Според временскиот момент имате предходен референдум, или ние го викаме антелегем, пред да уредите некое прашање, па ги прашувате граѓаните како тоа да го направите. И дополнителен референдум, тоа е постлегем, откако сте го решиле прашањето, дури во теорија се вика тоа е народно вето. Па народот ќе ви го потврди. Нема да ви, или ќе ви го потврди. Значи, ние, според толкувањето на законот за референдум, консултативниот референдум, мора да биде само предходен. Така стои во членот 27, вика за предходно консултирање на граѓаните. Дури погоре во член 24 вели за склучување на меѓународен договор владата може, тоест собранието може да распише бидејќи од поширок интерес. Значи, не може тука да ни толкуваат дека ако нема одлука, бидејќи е дополнителен вели референдумот, демек има договор, па вие ако не го потврдите, он ќе си остане во сила. Не може да остане нешто што не постои во сила. Бидејќи референдумот е предходен и консултативен да е, тој е предходен. Тој не може да биде дополнителен според нашето позитивно право. И дури овој референдум има елементи на арбитражен референдум, се нарекува во теорија. Тоа е референдум кога имате судир помеѓу две власти, во случајот тоа е двете глави на извршната власт, председателот кој одбива да подпише и владата која го предлага како договор. Значи, во тој случај, дури народот е тој кој пресудува на така наречен арбитражен референдум кој е во право. Доколку народот не одлучи за, тогаш договорот не може да профункционира. Следната утка која што е целосно направена и со која што законодавецот сам се матираше, е тоа што според нашиот член 120 не постои консултативен референдум за сојузување. Тој референдум мора да биде задолжителен. Значи, тој е уставно пропишан како облигаторен, тој морате да го распишете, нема сакам или неќе. И доколку не го ставеа ЕУ во прашањето, може би ќе имаше смисла, бидејќи според едно решение на Уставниот суд, тие НАТО
го третираат по член 121. Или тоа не е сојуз, туку е меѓународна организација класична. И таму треба само апсолутно мнозинство во парламент и толку. И ние во 93-та година имаме таква одлука. Во 93-та парламентот донел одлука да се зачлениме во НАТО. И толку они го третираат како завршено бре. Но за ЕУ ситуацијата самите си ја искомплицира. Ставањето ЕУ во прашањето по автоматизам го активира членот 120. Членот 120 е убиствен во вакви случаи за нив. Бидејќи прво, ние немаме историски, бидејќи јас сум од Институт за правна историја, ние немаме одлука за членство во НАТО. Логично да немаме, бидејќи може би од 2030 и некоја ќе станеме член. И затоа не може сега да имаме. Ние имаме 3 декларации, 98 година е првата, 2000 и 2004. Имаме една спогодба за стабилизација и асоциација, тоа е 2001, и една апликација за членство после смртта на Борис Трајковски, кога Рako Црвенковски однесе 2004. Толку се формалните контакти наши со ЕУ. А Уставот бара да имате одлука, не само да имате одлука, туку да е донесена со двотретинско мнозинство во парламентот. Тоа е првото, кое што не може, кое што го нема. Следното е, и ова не е ништо ново, бидејќи дел од суверенитетот вие пренесувате на таа реална унија. Значи, тоа е, веќе има федеративни елементи во Европска унија и ние спориме на конфедерација, но меѓутоа е сојуз или заедница. Сега, до сега имало 17 референдуми на земји членки кои влегувале во унијата. 17. Има 3 обратни. Некои излегува, например Норвешка, имате негативен ефект, неќе да влезе во Европска. Гренланд излезе и Брексит. Значи имате и обратни се. Значи се е на референдум, баш поради важноста на прашањето. Сега, со активација на членот 120, прашањето на цензусот останува исто. Се бара 910.000 од милиони 800 на пола 907.000. Но мнозинството од релативно, вели од излезените пола, тоа е 450 по член 73, ако се, но по член 120 вели од излезените сите мора да гласаат за, значи 910.000 да гласаат за, бидејќи е апсолутно мнозинство и бара мнозинство од запишаните избирачи во избирачкиот список. Тоа значи и да помине референдумот. Со 450, како што нема одлука. За одлука по устав треба 907.000 гласови, не излезли. Може да излезат милиони или 907.000 гласови. И последното е тоа што тука се наполно негира концептот на граѓански суверенитет, народен суверенитет преку методот на директна демократија. Тој метод е појак од методот на индиректна демократија. Бидејќи по устав кај нас граѓаните се суверенот, не собранието. Значи граѓаните веќе еднаш утврдиле како ќе им се вика државата. Таа ќе се вика Македонија. За да утврдат уште еднаш како ќе им се вика, тоа во правото е рес јудиката, пресудена работа, најмокно. Дури и закон да сменат, кога имате ли пресуда од суд, пресудена работа, дури и законот да го сменат, пресудата ви важи, ако го смени. Толку е јак тој принцип. Значи, тука се доведува создадената власт, а тоа е парламентот, да биде појака од создавачката власт, од уставотворената власт, што е нонсенс во правото, и затоа се оди на известна деконституционализација на односите помеѓу граѓаните и власта, што е спротивна на уставот. Значи, граѓаните се изборни. Не можете вие да кажете, ако вие не одлучите, ние ќе одлучиме. Бидејќи референдумот ги има трите елементи кои што ние во теорија ги викаме империум, потестас и авторитас. Значи, тоа е остварување на власт. Референдумот не е анкета. Значи, вие мериторно одлучувате кога ќе дојдете на референдум. Потоа имате електорална моќ на конечна и врховна инстанца. Значи, дури и 2 години после референдумот, вие не можете да промените одлуката која сте ја донеле на референдум. Не можете ново, исто такво прашање да поставите. И според мене во прашањето, сега преминувам на формалниот аспект и со тоа ќе завршам преку компаративни практики. Прво има проблем во одлуката за распишување.
Според законот за референдум, таа мора да има 7 составни делови. Тука имате фрапантно отфрлање во 4 од 7 делови. Прво, него стои називот на актот за кој гласате. Тие само паушално и заведувачки навеле договорот меѓу Македонија и Грција. Не постои Македонија во договорот. Втората страна се на договорот и плюс тоа официјално службен назив е 5 реда долг. 5 реда со 12 фондови скупи. Конечна спогодба за решавање на разликите во резолуција, престанок на важноста и ќе се заборави. Значи толку е долг. Значи по називот на прописот ние не знаеме за што гласаме. Следно, образложение. Одлуката нема образложение, нема информационен член што да вика да образложи зашто граѓаните гласаат. Бидејќи 3% го прочитале договор, не знаат зашто гласаат. Следно, потврда во референдумските прашања. Поставени се 3 прашања и според нашиот закон требало да бидат на 3 одделни гласачки листчиња. Ке можеле да спроведат 3 референдума во изден, со избори не смее да се спроведе, но референдуми само може да се спроведат 2-3 колку сакаат, но на одделни гласачки листчиња. И последно, потврда во видот на референдумот. Како што објаснив. Претходно не знаеме дали е претходен или е дополнителен. И следно, на капциозноста на прашањето, поставени се 3 прашања во едното, што е спротивно на Венецијанскиот кодекс за добри референдумски практики. Хронолошки, прв таков е португалскиот случај. Дури повеќе, колку да ви обяснам символиката што е во португалскиот случај, тоа е кога се носеше Европскиот устав, кај што голем дел од ингеренциите на националните држави се префрлаа на супранационално ниво. И сега тие поставија прашање од типот дали сте за поглавието за човекови права, мнозинството, согласно Европскиот устав. Значи, така им гласеше прашањето. Значи, фактички, ако гледате според нашето толкување, дури би можело и португалскиот случај да го сведете на едно прашање, бидејќи сепак е за Европскиот устав. Бидејќи се 3 поглавја, не. Уставниот суд на Португалија вели цевкањето на поглавијата од уставот создава привид на единство. Тој ги замајува гласачите, тие не можат да донесат правилна одлука, бидејќи го нема задоволено критериумот на експлицитност. А кај нас имате 3 сосема независни, значи имате извесен договор и неизвестно членство во меѓународна организација, тоа е НАТО по член 127 и ЕУ по член 120. Значи 3 сосема неповрзани ставови. Венецијанскиот кодекс тој донесен 2007, го предлага така наречениот троен тест за единство. Ако не знаете што е нејасно прашање, гледајте дали ќе го положи прашањето овој тест на единство. Нашиот случај паѓа на сите 3. Прво е единство на форма. Вели, прашањето да не е проста текстуална комбинација. Кај нас е баш тоа. Проста текстуална комбинација на неповрзани работи. Следно, да има единство на содржината. На англиски го користи терминот intrinsic link, значи и суштинска поврзаност помеѓу овие процеси. Не постои суштинска поврзаност, бидејќи не постојат евроатлантски интеграции. Постојат европски и постојат атлантски. Постојат 7 земји кои се членки на ЕУ, ама не се членки на НАТО. Значи не е тоа врзано, па вие да мора да станете и во едната и во другата организација. И третото, тоа е единство на хиерархија, што е многу битно, особено за нашиот уставен суд, може по овој основ да ја укине оваа одлука, а тоа е велики да е предвидена иста правна процедура за имплементација на резултатот. Веќе видовме дека кај нас не е иста правна процедура. Членот 120 е ригиден, членот 121 е по-флексибилен. И мнозинството е различно, и процедурата е различна. И последно, за тоа ќе завршам, тоа е нелегалната владина кампања. Значи, според Венецијанскиот кодекс, имате 2 забрани. Забрана за употреба на јавни фондови во кампања, може партиите, но не може државата или општините, и забрана за влијание врз исходот, односно, се вели дословно, не сме јавната власт да води прекумерна и едностранна кампања. Не може да води кампања за. Може да води информативно, да го објаснува, но не може да агитира. Можат партиите, не можат властите. И сега доаѓаме до еден абсурден случај, каде што ДИК се става во улога на законотворец. Имено членот од законот за референдум вели се што не е предвидено во законот,
субсидијарно ќе се применува законот за избор на пратеници. Тогаш така било. Во 98 бидејќи сме немали избори. Во меѓувреме, изборниот законник го укинува законот за избор на пратеници и сега ДИК вели, чим нема закон, ние сме законодавци. Ние ќе кажеме како ќе биде. И вели, забрането е партиите да наблюдуваат. Ќе наблюдува МОС, например, а во исто време МОС добива пари од Европска Унија за да агитира за референдум. И они можат да наблюдуваат, али партиите не можат да наблюдуваат. И вели, наместо неутралност, која што е предвидена во Венецијански кодекс, тој ја фаворизира улогата на распишувачот, вели, на овластениот предлагач и вели, во саат време 9 минути ќе му се отстапа само на овој кој го распишува референдумот, тоа значи фаворизирачка улога на власта во јавната кампања, што е спротивно на европските практики, и имате тотална медиумска корупција, значи милионски суми преку разни фондови, меѓународни организации и слично се влеани во оваа медиумска корупција, што на уредници, што на редакции, што на колумнисти за агитација за референдумот. И вие од брейнсторминг го сформирале прашањето, така им дошло до ово да нафрлаат идеи, тоа е на Пендаровски 100% таа идеја. И доаѓате до брейнвошингот и тука го завршува. Значи, тука имате брейнсторм и ќе ви го исперат мозокот преку тотална медиумска корупција и затоа тврдам дека бойкотот е единствениот механизам на самоодбрана во оваа каша-попара ситуација, затоа што согласно Венецијанскиот кодекс се знае дефиниција има, дефиниција во латински, дефинис, да ограничиш, нема тука да толкуваш, дефинираш. Дефиниција што е неуспешен референдум. Неуспешен референдум е да нема цензус. Толку. Нема цензус, нема одлука, нема договор.